Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото ја имаме Елена Пипонска од Анима Мунди. Пипонска, актуелно е ова со кучињата скитници или со уличните кучиња, не знам кој е баш точен термин. Се актуализираше проблемот после оној случај во Струга, каде човек зема со пушка да ги убива кучињата на улица, па потоа излегоа и се повеќе информации за број на нападнати луѓе во повеќе градови, навистина е фрапантен број на нападнати луѓе од кучиња и очигледно е дека имаме еден проблем кој не престанува, не одминува, туку напротив само се зголемува и се интензивира. Кој е вашиот став, кои се вашите анализи, зошто постои овој проблем и зошто државата или надлежните општините, локалната власт, централната власт не успеваат да го решат? Да. Добар ден. Прво да ви се заблагодарам за поканата. Причината која активистите за заштита на животни, тоест причината за проблемот со бездомната популација, ние преферираме бездомна или улична популација наместо да ги нарекуваме скитници. Причината за проблемот е што до сега државата покажа дека нема волја, нема посветеност и за жал по наше мислење и капацитет да го реши проблемот. Во Македонија секој може да вдоми куче, за неколку дена да се порадува детето и потоа да го напушти на улица во моментот кога тоа му представува преголема обврска. Во Македонија кучињата со сопственик се шетаат слободно на јавен простор без присуство на сопственикот. Во Македонија домашните миленици се размножуваат неконтролирано и при тоа за тоа институциите немаат соодветни мерки и немаат соодветни санкции. Тоа претпоставам не би требало да биде така. Тоа не би требало да биде така и јас се согласувам со ставот на многумина кои ќе искоментираат дека каде и да отидеш у било која нормална држава нема кучиња на улица. И од друга страна јас секогаш им го поставувам прашањето: а дали таму може да земеш куче и у моментот кога ќе ти текне да го оставиш на улица, без при тоа да имаш никаква санкција? Дали таму може кучето да го размножуваш неконтролирано и леглата да ги фрлаш на улица? Секако дека тоа не е случај. Така да ако сакаме да ги кажуваме оние нормални земји како пример, треба да го следиме и тој пример, они што прават за да го немаат тој проблем. Да, добро, само да појасниме, бидејќи тука гледам дека има можеби луѓето и погрешна перцепција или заблуди, и вашиот став е значи исто таков дека на улица не би требало да има бездомни кучиња. Точно. Значи нема да сретнете активист за заштита на животни што сака да ги гледа кучињата на улица. Можеби ние тргаме од друга причина зашто не сакаме да ги гледаме на улица. Може јас не сакам да ги гледам напуштени, гладни, болни, удрени од кола. Можеби некој не ги сака на улица од едноставна причина што не сака животни. Не е битна причината. Факт е дека бездомни кучиња не треба да има на улица. Не само што представуваат проблем за државата, у поглед на финансиски трошок, у поглед на комунален проблем, туку и било кој да дојде у државата, тоа дава една лоша слика за нас. Да. Добро, ајде да видиме сега за анализата на состојбата, причините, решенијата. Кај нас, според за проблемот со уличните кучиња се надлежни општините примарно, ми се чини, но имаат и други институции и надлежност. Општините очигледно е дека не успеваат да се справат со овој проблем. Во Скопје конкретно постои лајка стационарот за кучиња, тој е направен одамна, но повторно бројот на кучиња се зголемува, имаше и проблеми со функционирањето на лајка, ќе ни кажете за тоа. Другите општини имаат своји методи, но како и да е, ми се чини дека системот како систем никаде не функционира. Точно. Проблемот со уличната популација на кучиња произлегува од таму што скоро никоја општина у Македонија нема доследна примена на методот залови, стерилизирај, врати. Значи се сведува на импровизации, издвојување на недоволно средства, примена на еутаназија таму каде што не е потребна.
Јас можам да кажам дека од сите општини во Македонија, еве, во моментот само град Скопје прави напори преку јавното предпријатие Лајка успешно да менаџира со проблемот, што за жал во другите општини не е реалност. И да, општините се имаат исклучива надлежност за решавање на проблемот, меѓутоа имаме и орган на државна управа кој треба да им врши надзор, а тоа не го прави доследно. Добро, сега тука малку би ве исправил каде што велите дека само Скопје успешно го решава проблемот. Може би во Скопје функционира Лајка, но дека го решава проблемот, тоа е далеко од реалноста. Точно, јас тоа ќе пробам да го објаснам преку пластичен пример. Ако Лајка оваа година стерилизира 2500 единки, како што на нас ни е планот, меѓутоа ние се соочиме со 3000 нови единки на улица оставени од неодговорни собственици, ние не можеме да го покажеме тој посакуваниот резултат. Мора да се методата залови, стерилизира и врати мора да се применува заедно со некои други дополнителни мерки за да го даде посакуваниот резултат. Значи, да, ние внатре во Лајка знаеме што се случува и како работиме на проблемот, меѓутоа за нешто да се ефектуира у јавност треба да има дополнителни мерки. Во спротивно, ако приливот на нови единки е поголем од бројот на истретирани животни, не знам како да објаснам. Ние ќе вртиме у круг. Битно е да се истретираат и тие 2500, затоа што ако не се истретираат, ние наредната година ќе имаме 5500, што всушност беше случај со Струга. Струга со години не применува метода залови, стерилизира и врати. Меѓутоа, за да дојдеме до конечно решавање на проблемот, ние мораме да имаме помал прилив на нови единки од неодговорни собственици во споредба со третираните од јавното предпријатие Лајка. Да. Добро, значи, ајде да видиме сега за собствениците. Собствениците треба да имаат чип по закон за кучињата. Имаат ли чип? Дали некој проверува дали собствениците имаат чип? Како е тоа, значи, законски решено, но како е во пракса? Вака, голем дел од домашните миленици не се идентификувани и не се чипирани, и тоа е голем проблем. Тоа дури не успеавме да го направиме и со бесплатното идентификување и чипирање кое го имаше како една времена акција. Јас лично сметам дека можеби имаме чипирано само 1/4 или 1/3 од популацијата на домашни миленици која имаме во Македонија, и тоа представува голем проблем. Тоа е една прва базична точка од која се тргнува кон решавање на проблемот. На нас сите миленици, сите собственички кучиња мора да ни бидат чипирани. Значи, ние мора да имаме целосна покриеност во поглед на тоа прашање. И тоа е чекор број 1. Идентификација на секој еден и на секое едно животно. Добро, зошто собствениците, еве да видиме, зошто не ги чипира, зошто го избегнуваат тоа? Дали е тоа финансиски трошок, дали е некаква обврска која не ја сакаат, зошто го избегнуваат тоа? Па, веројатно... Мислам, кои се предпоставките, да? Да, веројатно е склоп на сите тие сегменти кои ги спомнавте. Финансиски трошок е, меѓутоа не е преголем финансиски трошок. Кога земаш куче, секој треба да биде свесен дека тоа куче ќе следи со одредени издатоци од твојот фамилиарен буџет. Ако некој зема куче и смета дека околу тоа куче не треба да потроши ни денар, тоест дека од тоа куче не произлегува никаков трошок, тогаш искрено да ви кажам, јас не гледам зошто тој човек треба да земе куче. Значи, секој што зема куче треба да биде свесен дека треба да е чипирано, дека треба да е вакцинирано, дека треба да има пасош, дека треба да одвои од своето време да го прошета, дека не треба неконтролирано да го размножува. За жал, фали едукација како на целиот дел од населението, така и на собствениците, и фали тој момент на одговорност на собствениците, кој всушност ни го ствара целиот овој проблем. Во најмала рака како уште еден член на семејството се работи. Да, ако земете меѓутоа домашен не миленик. гледаат сите така на домашните миленици.
Добро, кој треба да проверува, еве тоа да видиме? Кој треба да го проверува чипирањето, тој дел и кој треба да ја прави, дали се врши таа проверка? Каде тука па институциите не успева да извршат обврската? Надлежноста во тој дел е на Агенцијата за храна и ветеринарство. Меѓутоа, ние некои од здруженијата се позанимававме со добивање на конкретни податоци за тоа колку постапува Агенцијата за храна и ветеринарство и дојдовме до фрапантни податоци. Од сите доставени пријави, почнувајќи од 2016 година до денес, 2023, Агенцијата за храна и ветеринарство има изречено само 33 санкции за неодговорно сопствеништво. Значи, ние збориме за 33 санкции во период од 5-6 години, што е навистина, не можам да кажам малку, можам да кажам тоа е запрепастувачки. Може да се каже воопшто. Воопшто не, да. И често се соочуваме со одредени оправдувања дека немаат доволно инспектори на терен, дека имаат и многу други надлежности, многу други работни активности со кои мора да се бават. Меѓутоа, луѓе во земја со ваква гломазна администрација, дали ако постои посветеност за решавање на одреден проблем, тоа не може лесно да се реши? Да имаме доволно ветеринарни инспектори кои ќе постапуваат не само по пријави, туку и по службена должност да излезат на терен и да утврдуваат како одреден собственик ги исполнува законските обврски. Да. Секоја општина треба да има подрачна единица или оделение со ветеринарен инспектор што ќе биде задолжен само за тој сегмент, без други работни активности и да го контролира однесувањето на собствениците. Да гледаме дека во општините, дека меѓу паркови, дека собствениците ги пуштаат своите кучиња слободно да трчаат, меѓу луѓе, меѓу деца, не ги држат и при тоа никој тоа не го проверува, не го тангира воопшто. Јас иако 14-15 години живеам од Скопје, потекнувам у Берово и таму основавме Здружение за заштита на животни со цел да помогнеме на општината да се справи со проблемот. Меѓутоа, јас наидувам на бројни недоследности. Ние кога имаме шинтерска служба на терен, шинтерската служба констатира 60-70% од заловените кучиња да имаат чип и да се наоѓаат на јавен простор без присуство на собственик. И за жал, ниту општината, нити Агенцијата за храна и ветеринарство тоа го санкционира. Ние имаме кучиња што на секое заловување ги затекнуваме и ги констатираме дека се на јавен простор и дека имаат чип. И ниеден собственик не е санкциониран. Во тој случај треба собственикот да се казни. Треба да се казни и треба да му се даде јасно до знаење дека куче со собственик нема што да бара на јавен простор. Дека треба да одвои дел од своето време да го прошета како што е законски одредено на поводник. Да. Добро, во ова има уште еден предлог, тоа е еден дел, има уште еден предлог дека ветеринарите воопшто не би требало да третираат домашни милиници кои не се чипувани. Да, тоа е наш предлог кој инзистираме да влезе у новите законски измени кои се надевам искрено дека ќе се случат во наредниот период. Секое куче мора да биде чипирано, секој ветеринар мора да го едуцира населението дека за нив има обврска да го чипираат својот миленик. Мислам дека е крајно време, ќе се обратам и до ветеринарната фела, да кога нивен пациент ќе отиде да се служат со советот дека потребно е кучето еднаш да им роди, па после да го стерилизираат. Значи ги повикувам и они да учествуваат во решавање на проблемот и да го едуцираат населението, како за обврската за идентификација, како за обврската за вакцинација, да се заштитиме од разни болести и зоонози кои можат да бидат преносливи за човекот, така и на обврската да го стерилизираат или кастрираат својот миленик со цел да спречиме неконтролирано размножување. Да, во поглед на размножувањето има и предлог
тоа размножување да биде направено само на дозволени, на лиценцирани или не знам како места, да не може секој собственик да ги размножува милениците како сака и кога сака. Точно. Ние сме за тоа да биде забрането неконтролирано размножување и при тоа државата да има целосен увид во тоа кој размножува кучиња и да врши надзор и контрола. Ако сакаш да го размножуваш својот миленик, ќе регистрираш одгледувачница, ќе бидеш предмет на надзор неколку пати во годината. Тоа куче мора да биде уредно пријавено леглото, мора да биде вакцинирано, мора да биде чипирано пред да го отугиш и од кога ќе го отугиш, мора да се види промената на движење на животното, тоест да се регистрира движење. Од која одгледувачница потекнува и на кој собственик оди кучето. Да. Добро, кога зборуваме за одговорноста за тоа како се справуваат институциите, на самиот почеток на емисијата кажавме дека примарна одговорност е на општините, на локалната самоуправа, но дали е само така? Бидејќи еве имаше еден протест пред владата, беше одржан тој протест, па многумина кажа зошто протестирате пред владата, што има владата со кучињата, со бездомните кучиња, но сепак очигледно е дека има. Значи, доколку еве општините не успеваат да се справат со проблемот, и тоа е очигледно и тоа е веќе со децении трае, каде е тука одговорноста на централната власт? Тоа го спомнав и преска во нашиот разговор. Значи, ако одредена општина не се занимава со својата законска надлежност, односно нема програма, не спроведува активности за решавање на проблемот. Агенцијата за храна и ветеринарство е орган на централна власт која врши надзор и треба да следи, да контролира и да санкционира ако општините си ја извршуваат или не си ја извршуваат законската надлежност. Тоа во Македонија не е случај. Не знам, јас не познавам човек што ќе поверува дека Агенцијата за храна и ветеринарство во последните години немала информација дека во општина Струга со години не се носи програма за третман на уличната популација, не се превзема ни една активност за решавање на проблемот. И не е само Струга. Во 2022 година чинам дека помеѓу 20 и 30 општини имаа доставено програма до Агенцијата за храна и ветеринарство. Другите општини немаа доставено ни програма. И каде ја наоѓаме одговорноста? Во тоа што, да, општините не се извршувале работата, но каде бевте вие во моментот да реагирате на тоа, како орган на надзор? Јас лично се имам обраќано до Агенцијата за храна и ветеринарство и многу други здруженија се имаат обраќано со прашање дали во определена општина се спроведуваат активности и дали определената општина до Агенцијата за храна и ветеринарство донела програма. И јас добивам одговор, немаат. На што логично, следствено е да прашаш која е санкцијата за одредена општина ако не донела барем програма. Една обична бирократска процедура. И што велат? Нема никаква санкција. Јас не сум добила одговор од Агенцијата за храна и ветеринарство во која ми известуваат дека определена општина ќе биде санкционирана. Да, и тоа трае со години. И тоа трае со години. Да. И ние бараме решение. Вака нема решение. Ние се чудиме зошто има толку кучиња на улици. Да. Премиерот Ковачевски дури и побара помош, најави дека ќе побара помош од Брисел, па еве сега кога ве слушам вас, кога објаснувате, кога го анализираме проблемот, мене ми се наметнува прашањето каква помош бараме од Брисел, што може Брисел да ни помогне тука во случај? Јас не ја гледам оправданоста во тоа да бараме ние помош од Брисел. Сдруженијата за заштита на животни со години доставуваме предлог законски измени со кои сметаме дека ќе се допринесе во насока на решавање на проблемот, засновани се на најдобрите европски практики, засновани се на држави кои успешно го решиле проблемот, засновани се на Холандија која прогласи 100% резултат во борбата со улична популација. Не знам зошто ни е потребна помош. Јас мислам дека доволно е да седнеме на маса и да се прифатат оние наши ставови, оние наши факти, оние наши искуства кои сме ги истражиле
Добро. И ние би дошле до едно добро законско решение кое морам да споменам дека мора да постои некој кој ќе го спроведува законот. Ние имаме праксата покажа дека Македонија има многу добри закони во многу сегменти, меѓутоа нема кој да ги спроведува, дека законот е мртво слово на хартија. Значи не е само работата ние да донесеме закон, работата е кој ќе го спроведува. А јас не гледам дека ќе дојде некој од Белгија и ќе седне и ќе го работи тоа место нас. Тоа мора да го сработиме ние. Добро, освен кажавме дел од работите, дел од предлозите, освен од овие што ги кажавме во тоа законско решение, што содржи тоа? Има ли нешто, мислам што не кажавме до сега? Да. Кои се основите? Значи, тоа што го кажав, задолжителна идентификација на сопственички кучиња, задолжителна стерилизација и кастрација на домашни миленици, освен оние кои ќе земат оврска да регистрираат одгледувачница и за тоа ќе плаќаат данок и ќе бидат предмет на надзор. Ние Сдруженијата се залагаме за забрана за еутаназија на здрави единки, на единки кои се излечиво болни и на единки за кои што постои интерес да бидат вдомливи, за тоа што до сега се применуваше еутаназија на такви единки и гледаме дека тоа не вроди со резултат, туку вроди само со издатоци од општинскиот или од државниот буџет без потреба. Бараме да се спреча доследна примена на методот залови стерилизира врати во секоја општина. Дури ние сметаме дека таквото спроведување на активностите треба да потекнува од некоја институција или јавно тело од централно ниво, не од општините, затоа што за жал се покажаа како недоволно, да не кажам способни, меѓутоа со недоволен капацитет да се бават со ова. Ние во Македонија имаме општини што не можат да одвојат повеќе од 100.000 денари за решавање на проблемот, имаат огромен проблем. Значи, тука мора и државата да учествува со своји средства. Забрана за борби со кучиња. Сега тоа е прашање, не можете ли не сакаат исто така? За општините? Па не, еве јас конкретно знам за општини кои што издвојуваат по 100.000 денари на годишно ниво за решавање на проблемот. Тоа се мали општини со мали буџети што реално не можат да издвојат повеќе. Може би имаат некои други приоритети пред тоа, па за тоа. Да, знаете, и тоа е проблем. Во Македонија проблемот со уличната популација на кучиња се представува како еден од топ 5 проблеми, меѓутоа кога ќе отидеш во некоја конкретна општина и ќе пробаш да најдеш решение и ќе понудиш помош, некако добиваме впечаток дека тоа е некаде на маргинални позиции, како тоа да име некако на последно место од тоа што они го замислуваат како работна активност. Ја добивам прашања, па зошто ова нас не е доделено, па зошто ние мора да се занимаваме со ова. Па јас ако треба да се објаснувам у општина дека тоа не е до мене, да. Дека тоа е напишано у закон и дека тоа е 10-15 години напишано у закон и после 15 години ние да се објаснуваме зошто на некој му е дадена таа надлежност. Да. Интересно е што на социјалните мрежи постои и една, ајде не би кажал кампања, но и една негативна перцепција кон вас, не само кон Анима Мунди, но најмногу против Анима Мунди како најартикулирано здружение. Па често, секогаш кога вие ќе излезете со став, некој веднаш ви одговараат зошто не се грижите за луѓето, зошто за животните, ги штитите така натаму. Еве интересен овој став на професорката Најчевска, бидејќи директно се адресира до вас. Вели, Анима Мунди ги тероризираат сите луѓе кои се плашат од кучиња. Која е таа омрза кон луѓето која ги тера да малтретираат голем број луѓе и да го загрозуваат животот на уште поголем број? Секој има право да чува куче, никој нема право да ги тера луѓето да имаат куче. Да. Прво, секој у Македонија кој се занимава или кој го интересира заштитата на животните и секој кој е љубител на животни се поистоветува со Анима Мунди. Да, второ, морам да одговорам на професорката Најчевска. Јас не познавам активист некој ќе примора друг на сила да сака животно или да не го сака. Тоа е, мислам, уопште никогаш не ни било ниту желба, ниту став. Ние имаме само отпор, можам да кажам отпор,
за фактот што луѓето одговорноста за постоењето на проблемот го гледаат во невладините организации, наместо во оние на кои им плаќаат данок. И тоа е поразително. Значи, невладините организации постојат за да бидат коректив на институциите во решавање на одреден општествен проблем. Да бидат коректив, а не да им ја работата. Тие кои земаат плата, тие кои се платени за тоа, треба да го решаваат проблемот. Ние можеме да помогнеме. И ние сите одвојуваме слободно време, енергија, сопствени средства, за да помогнеме во решавање на тој проблем. Меѓутоа, ние сме само една алка во системот. Ако другите алки отсуствуваат, ние не можеме на народот да му понудиме решение. Колку и да сакаме. Јас сум сигурна дека секој еден активист у Македонија има спасено стотици и стотици куќиња од улица. Јас со моето здружение имаме згрижено преку 600 единки во последните 5 години. И тоа не го решило проблемот. И ние сме свесни за тоа. Затоа бараме од институциите конечно да работат малце по-посветено за доброто на сите. Ние сме активисти за заштита на животни и тоа не ја исклучува љубовта спрема луѓето и не го исклучува фактот дека ние имаме проблем и не го исклучува фактот дека ние не сакаме да има луѓе на улица кои се плашат од куќиња и сакаме да бидат искасани. Да, има... Ние сме сите разумни, интелигентни, совесни луѓе. Јас не знам зошто тука се доведува деновиве во прашање дали ти ако сакаш куќе, не сакаш луѓе. Која наметна таа опција? Да, таква дилема постои. Не, да, ние само бараме мрежа. решение на проблемот на цивилизиран начин. А цивилизиран начин не е да излезеш со пушка сред бел ден и да убиваш куќиња. Не само што не е цивилизиран начин, тоа не е решение. Ние 30 години во Македонија гледаме дека се убиваат, дека се трујат, дека неправно се еутанизираат куќиња и тоа не ни донесе решение. Ние активистите нудиме трајно, системско и хумано решение на проблемот и сметаме дека проблемот може да се реши во многу краток рок. И решението е да појасниме да нема куќиња на улица. Тоа е решение. Да нема куќиња на улица. Значи, ние со конкретни мерки и чекори да се доведеме во ситуација да за наредните 3 или 5 години немаме ни едно куќе на улица. Да, има уште едно, ова за на крај, една како перцепција, јас би кажал, мислење за Анима Мунди, бидејќи најчесто се поистоветува така со штом ќе спомнете животни веднаш е Анима Мунди, дека тоа е некаква грандиозна, огромна организација, дури како некаков заговор се прави околу тоа Анима Мунди, дека стои како на цето тоа, сите куќиња ги чува одржава Анима Мунди. Всушност не знаат луѓето дека се работи за една мала организација која работи на непрофитна основа, на волонтерска основа, дека тоа се активисти кои ги сакаат куќињата. Тоа се луѓе со кои јас секој ден се сретнувам, обично после работните обврски, затоа што сите имаме работно место. Нормално, да. Нормално. Не работиме во здруженијата и не земаме плата. Тоа се едни луѓе, како секој од нас, кои само покажале некоја поголема совест, љубов, грижа кон животните. И ништо повеќе од тоа. Тука не само што се создава некоја слика за една грандиозна организација, туку тука имаме изјави дека се работи за грантови, за проекти, користење на државна помош, продавање на куќиња, што е навистина неиздржано. Дури јас сум погодена од изјавата на еден ваш колега на друга национална телевизија, нема да именувам, нека се препознае самиот, дека Сдруженијата за заштита на животни секоја година, вака покажано, си трпаат пари од джеп и ги трошат за гардероби, луксузни патувања и луксузни автомобили, и при тоа не сакаат да се реши проблемот за тоа што наредната година треба да побараат повторно. Еве сега јас лично пред камера ќе го замолам вашиот колега да достави доказ кое здружение добило проект, за која вредност се работи и
да ги достави сметките, ако може и за гардероби за луксузни патувања, пошто ако нешто на национална телевизија ти го изнесуваш како факт, веројатно имаш докази за тоа. Во спротивно да ни се извини на нас за тоа што после сето тоа што го правиме, мислам дека такви квалификации, такви етикети не ги заслужуваме со ништо. Да, добро. Еве, зборувавме за проблемот, анализиравме, понудивме и решенија, па да се надеваме дека некој кој треба ќе слушне, па нешто ќе примени од сето. Ние не само што ќе се надеваме, туку ние остануваме доследни во превземање на активности со цел решавање на проблемот, како за луѓето, така и за животните. Да. Елена Пипонска од Анима Мунди, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам и на вас. Со ова го завршуваме и ова Студио 10, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.